Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола во четвртиот квартал од 2022 година. Точка број 2. Завршна сметка на општина Битола за 2022 година. Точка број 3. Годишен извештај на општина Битола за 2022 година. Точка број 4. Одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2023 година. Точка број 5. Одлука за поднесување на барање за финансиска поддршка до владата на Република Македонија за решавање на проблемот со бездомните куќиња скитници во општина Битола. И точка број 6. Одлука за утврдување додаток на плата заради прилагодување кон пазарот на трудот. Прва, втора и трета и четврта. Предлагам првите три точки: квартален извештај, И завршната сметка и извештајот. годишниот извештај, бидејќи ги содржат истите податоци, Добро. заедно да се разгледуваат. Значи четвртата прва, втора и трета точка ќе одат заедно. Претходно кој е за ваквиот предложен дневен ред, ве молам да крени рака. 4 за. Благица повели. Благодарам, председателке, почитувани советници, почитувани присутни, да го проследиме кратко образложението за завршната сметка, годишниот извештај и кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Битола за 2022 година. Ова завршна сметка е консолидирана завршна сметка, ги содржи податоците за сметките основниот буџет, самофинансирачките активности, донациите, дотациите и да ја проследиме накратко. Советот на општина Битола, буџетот на општина Битола за 2022 година го донесе на 29.12.2021 година. Тогаш се донеси одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2022 година. Во текот на 2022 година донесени се 5 одлуки за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Битола, 4 одлуки за проширување на буџетот на општина Битола, и усвоени се 2 одлуки за измени и дополнување на буџетот на општина Битола за 2022 година. Измените и дополнувањата беа извршени заради усогласување на приходниот со расходниот дел на основниот буџет, како и заради потребите од усогласување на приходите и расходите кај буџетите на локалните јавни установи. Годишната сметка се состои од приходи на општината, кои приходи се остварени од даночни приходи, неданочни приходи, капитални приходи и трансфери и донации. Даночните приходи се во 2022 година се остварени со 99,8%, неданочните приходи со 93,79%, капиталните приходи со 45,21% и трансферите и донациите со 77,45%. Или вкупните приходи на општина Битола за 2022 година се реализирани со 84,42%. Кај сметката самофинансирачки активности, вкупните приходи се реализирани со 39,97%, додека кај сметката за донации со 50,9%. Во делот на расходите, расходната страна на основниот буџет може да се прикажува по видови по сметки и по програми. Согласно програмската класификација, во буџетот на општина Битола се опфатени 30 програми. Реализацијата на расходите во текот на цела 2022 година е извршена како резултат на спроведени 227 постапки за јавни набавки во одделението за јавни набавки и добиени 2425 фактури од одделението за сметководство и други расходи предвидени согласно Законот за локална самоуправа. Извршувањето на расходите кај буџетската сметка за сите програми изнесува 84,42% и тоа програмата Совет на општина Битола е реализирана со 90,5%, локален економски развој со 85,45%, потикнување на развојот на туризмот со 86,74%, проектите за енергетска ефикасност со 39,65%, програмата градоначалник со 90,66%,
местната самоуправа со 71,10%, општинската администрација со 87,3%, програмата капитални трошоци на општината со 77,60%, програмата одведување и пречистување на отпадни води со 86,96%, програмата за јавно осветление со 96%, јавната чистота 95%, одржувањето и заштита на локалните улици и патишта и регулирање на сообраќајот со 84%, програмата за одржување и користење на паркови и зеленило со 100%, поправката и тековно одржување исто така со 100%, програмата други градежни работи реализирана со 48,79%, изградбата на системи за водоснабдување со 72,61%, изградбата и реконструкција на улици и патишта со 75,43%, програмата за изградба и се извинувам, овие се основните. Програмата за атмосферска и фекална канализација со 67,16%. Програмата за други комунални услуги, капитални расходи со 43,10%. Програмата К3 музејска и кинотечна дејност со 95,61%. Програмата културни манифестации и творештво со 99,97%. Програмата спорт и рекреација со 43%. Програмата за реконструкција на фудбалскиот стадион под Тумбекафе со 100%, програмата основно образование со 78%, противпожарната заштита со 61,74%, капиталните трошоци кај противпожарната заштита со 29,92%, заштитата на животната средина со 57,35% и капиталните расходи од заштитата на животната средина со 34,17%, урбанистичкото планирање со 85,75% и програмата за родова еднаквост со 72,20%. Ставките за основни плати и надоместоци се однесуваат на платите на доместоците и придонесите на плати за вработените, како и на доместоците за советниците за 12 месеци и реализирани се со вкупен износ од 84 милиони денари. Ставките за патни и дневни расходи за патувања во земјата и во странство, за вработените во општинската администрација, градоначалникот, представниците од Советот, надворешни соработници, реализирана е со вкупен износ од 886.000 денари. Ставката комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт ги опфаќа трошоците за електрична енергија на општината, местните заедници, вода и канализација, ѓубретарина, течни горива, телефон, телефакс, пошта, горива и масла и други трошоци, реализирани со вкупен износ од 131 милион денари. Ставките за алат и ситен инвентар во кои се офатени канцеларискиот материјал, весници, списанија, други изданија, униформи, прехранбени продукти, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар и други материјали, како и трошоците реализирани преку програмата за основно образование, реализирана со вкупен износ од 6 милиони денари. Поправката и тековно одржување, која што ги опфаќа поправката на лесните возила и возилата на противпожарната единица, по одржување на зградата, дезинфекција, деретизација, поправка одржување на опремата, поправката и одржувањето на хардверска и софтверска опрема, како и поправката и одржување на уличното осветление, на зелените површини и трошоците на училиштата од овие ставки, реализирана е во вкупен износ од 92 милиони денари. Договорните услуги кои ги офаќаат осигурувањата на возилата, на недвижностите и правата, изработката на просторни урбанистички планови, услугите за копирање и печатење, договорните услуги и други лица, изведувачи физички лица за културни манифестации, лица вклучени за достава на решенија, консултантски услуги и трошоци на училиштата реализирани преку програмата за основно образование, вкупната реализација изнесува 29 милиони денари. Другите тековни расходи кои ги офаќаат чланарините во домашни организации, расходите за репрезентација, оперативните расходи реализирана е со средства во износ од 25 милиони денари. Ставката привремени вработувања реализирана е со средства во износ од 7 милиони денари. Каматните плаќања за домашно задолжување со 8.617 денари. Субвенциите на јавните предпријатија реализирана во износ од 1.500.000 денари, а се однесуваат на субвенции за јавните предпријатија Жабени со 1 милион денари и 500.000 денари за јавното предпријатие Пазари за поддршка и реализација на нивните програми. Ставката трансфери до невладени организации и спортски здруженија е реализирана
реализирана со износ од 73 милиони денари, а се однесуваат на трансфери до здруженија на граѓани, како и трансфери до спортски клубови. Ставката разни трансфери опфаќа плаќања во вкупен износ од 38 милиони денари и тоа за плаќања по судски решенија, за трансфери за пензионирање, трансфери по основ на боледување подолго од 6 месеци, трансфер до Центарот за развој на Пелагонискиот регион според бројот на жителите, партиципација за згрижување на деца на самохрани родители во градинките, трансфери за културни манифестации, престој на бездомници, кофинансирање на проектите Смарт култур, интеграција зелен транспорт, бенефит, издвоени средства за освоено прво место на Европско првенство во стрелаштво, донација за збратимениот град Кременчук во Украина, субвенции за велосипеди и стамбени згради за енергетска ефикасност, обука за лични асистенција, субвенционирање на првачињата, донации на средства во Националниот парк Пелистер за проектот Авантура преку граници и за стаклената настрешница во Јени џамија, како и средства за напади од куќе. Ставката исплата по извршни исправи исто така опфаќа плаќања во вкупен износ од 1 милион денари, тоа се плаќања по извршни исправи, трошоци и камати по извршни исправи. Ставката социјални бенефиции е реализирана во износ од 4 милиони 966 илјади денари и е наменета за помош на социјални случаеви по решение од комисија и по решение од градоначалник. Купувањето на опремата и машините е реализирана во износ од 31 милион денари, ги опфаќа купувањето на информатичка и видео опрема за потребите на општината и советниците, набавка на опрема за офицерски дом, столчина за стадионот под Тумбекафе, набавка на сообраќајни знаци, огледала, табли и друго. Ставката други градежни објекти е намената за капиталните расходи, улици, патишта, водоводи, канализации и други објекти на општината и реализирана е со вкупен износ од 320 милиони денари. Ставката купување на мебел е наменета за купување на канцелариски столици, реализирана со износ од 99.000 денари. Ставката вложување и нефинансиски средства е реализирана во износ од 6 милиони денари, наменета е за експроприација, како и за купување на компјутерски софтвери, лиценци, антивирусни програми. И ставката отплата на главнината е реализирана во износ од 14 милиони денари за отплата на 8-та и 9-та рата на главнината за кредитот од Светска банка за Арама четврт 1 и 2. Вкупните тековни оперативни капитални расходи кај сметката самофинансирачки активности е реализирана во процент од 36,7%. Или по програми, извршувањето на расходите самофинансирачки активности во програмата детски градинки е 35,99%, домо за стари лица 71%, капиталните расходи на детските градинки 1%, капиталните расходи на домо за стари лица 7,79%. Програмата музејска и кинотечна дејност или програмата на зоолошката градина е реализирана со 15,9%, основното образование со 15,17%, средното образование со 34%. Капиталните расходи на основното образование реализирани се со 11,67%, додека капиталните расходи за средно образование со 9,67%. Кај планираните расходи на донации реализирани се следниве средства. Донациите на основните средните училишта градинките реализирани се со процент од 31,13%. Донацијата бенефит е реализирана со 67,86%. Донацијата детска градинка во Арама 21,68%. Донацијата стартап центар со 94,73%. Интеграција зелен транспорт со 49,59%. Донацијата Смарт култур со 92,11%. Донација ромска здравствена заштита Еразмус здравствени медијатори со 9,14%. Донацијата креирање на можности за работа за сите со 94,73%. Донацијата ОКР-СРЦ со 70,20%. Донација Бајр здружена акција со 74% и донација Смарт за ТБ2 со 44,48%. Во билансот на состојбата имаме следнава состојба.
Според извештајот на Централната пописна комисија се констатирани следниве состојби. Други нематеријални права со сегашна вредност од 456.000 денари. Вредноста на другите нематеријални права ги опфаќа софтверите кои ги употребуваат вработените, тоа се софтвери за подземен катастар, финансиско работење, архивско работење, следење на финансиската документација, одобрение за градба, софтвер за работа на новото јавно предпријатие, нов сервер, софтвер за поддршка на бека податоците, софтвер за антивирусна програма, лиценци за постоечките компјутери и слично. Земјиште за друга намена имаме 133 милиони денари. Вредноста на земјиштето за друга намена е земјиштето кое што општина Битола го има откупено од физички лица по пат на експроприација. Градежните објекти се со сегашна вредност од 1 милиарда 176 милиони денари. Вредноста на градежните објекти се однесува на објекти на општината, објекти во урбаните заедници, пречистителната станица во индустријската зона Жабени, објекти во касарната, спортската сала Младост, офицерски дом, работничкиот универзитет, домот за доенчина, киното Манаки и други објекти. Становите и деловни објекти се со сегашна вредност од 88 милиони денари. Вредноста на становите се однесува на 8 станови во сопственост на општина Битола, 4 дуќани, поранешното детско одморалиште Пелистер, вториот дел на зградата на поранешното радио Битола, ќумурното игралиште, фудбалското игралиште Горно Оризари, фудбалското игралиште во основното училиште Даме Груев, 2 тениски игралишта позади градскиот стадион, 1 тениско игралиште, детски паркови кај училиштата Даме Груев, Климент Охридски, Коле Канински, како и новите детски паркови на улиците Север Југ, Борис Буџевски, Градскиот парк и друго. Опремата е со сегашна вредност од 51 милион денари, ново набавени се лаптоп компјутери и компјутери за општинската администрација. Други материјални средства се со вредност од 31 милион денари. Другите материјални средства евидентираат вредноста на спомениците на културата, споменикот на Филип, Ангел на бранителите, споменикот Александар Турунџев и дела на ликовната уметност. Инвестиции во ТЕК се со вкупна вредност од 421 милион денари. Во инвестиции во ТЕК остануваат во евиденција топловодот, реконструкцијата на градскиот стадион под Тумбекафе, која зголемува вредноста на инвестициите во ТЕК за изведените работи во 2022 година. Долгорочни финансиски вложени и издружени средства 2 милиарди денари. Ова категорија е основачки влог на општината во јавните предпријатија, локалните јавни установи, Центарот за развој на Пелагонискиот регион, установата Културен информативен центар, јавното предпријатие за превоз на патници Пела и спортските клубови. Непокриени трошоци имаме во вкупна вредност од 64 милиони денари. Непокриените трошоци се однесуваат на примени средства по основ на долгорочен кредит за изградба на комплетна инфраструктура во Арама четврт 1 и 2, со напомена дека веќе се отплатени 9 рати од главниот долг. Пари на жиросметката 120 милиони денари, бонови за гориво 100.000 денари. Побарувањата се однесуваат 148 милиони денари се за данок на имот на правни и физички лица, побарување по основ на издаден простор под закуп и рекламни пануа 562.000 денари, побарување за користење на земјиште и поставена урбана опрема 980.000 денари. Исто така се констатирани и други побарувања, како побарувања за издаден простор пред деловни простори, неплатен данок на наследство и подарок во износ од 142 милиони денари, побарувања по основ на заведени судски спорови во износ од 7 милиони денари. Другите краткорочни побарувања се однесуваат на службениците во општинската администрација 145.000 денари за издадени верни картички и бензин на шоферите. Побарувања за дадени аванси 7 милиони денари се однесуваат на средства дадени како кофинансирање на проектите Бенефит, Смарт Култур, Интеграција Зелен транспорт. Други меѓусебни побарувања во односите со буџетите и фондовите 54 милиони денари, тоа се побарувања од основните средните училишта во чие име и сметка општината измирила обврски. Обврските кон добавувачите 108 милиони денари. Обврските се однесуваат за отворени обврски за кои фактурите или ситуациите стигнале
со задоцнување и за фактури кои пристигаат во први месец 2023 година, а се однесуваат за 12 месец во 2022 година. Сите обврски доспеваат или имаат рок на плаќање во 2023 година. Обврските се однесуваат и на обврски кон добавувачите правни лица кои истовремено се и гаранци од правните лица, како што се гаранциите од КЈП Нискоградба, обврски за судски постапки во тек, завршени со добиени судски пресуди, во најголем дел се однесуваат на судски спорови со вработените во противпожарната единица во износ од 1 милион денари. Обврските спрема добавувачите граѓаните се 559.000 денари, тоа се обврски кон изведувачот на споменикот за поставување на споменикот Александар Турунџев и остаток за исплата на други физички лица. Обврски кон вработените за исплата на дневници за службени патувања 74.000 денари. Краткорочни обврски, во овие обврски се евидентирани обврските на општина Битола за враќање на средствата од заемот на Светска банка за Арама 4 1 и 2 кои се доспеани за плаќање или доспеваат во наредната година и тоа по основ на главница и камата. Други краткорочни финансиски обврски 629.000 денари, тоа се обврски за нето износот на надоместокот на советниците за 12 месец кој се исплаќа во јануари 2023 година. Други краткорочни финансиски обврски имаме во износ од 322.000 денари, тоа се евидентирани повеќе уплатени средства од корисниците на општински деловен простор. Обврските спрема државата и другите институции изнесуваат 124.000 денари, ја офаќаат обврската за плаќање на персонален данок за надоместок на советниците за 12 месец 2022 година и обврската за персонален данок за авторското дело за поставување на споменикот Александар Турунџев. Пресметката за обврски за плати на вработените во општинската администрација за 12 месец 2022 година изнесува 5 милиони денари. Материјали на залиха 3.662.000 денари. Ситниот инвентар и неговата исправка изнесуваат 5 милиони денари. И класата 9 изворите на средствата и во билансната евиденција изнесува 3 милиарди денари. Во класата 9 се евидентирани сегашните вредности на нематеријалните, материјалните добра, основачките влогови на општината во локалните јавни установи и објектите дадени на користење на општината од владата на Република Македонија, залихите на материјалите за новогодишно украсување, канцелариски материјали, објекти и спортски објекти во сопственост на општина Битола, добиени средства за домашно задолжување, возниот парк, опремата и слично. Извештајот за реализација на инвестиционата програма, наменските, капиталните и блок дотации за делегирана надлежност е следнава. Вкупниот износ на класата или на ставката 482, кој што ги опфаќа подготвувањето на проектите за улици, патишта, пречистителни станици, водоводи, енергетика и други објекти, како и изградбата и реконструкцијата на улици, патишта, изградбата и реконструкцијата на водоводите, изградбата и реконструкција на пречистителни станици, колектори или атмосферска и фекална канализација и реконструкција на капацитети во енергетиката изнесува 320 милиони денари. За подготвување на проекти и ревизија на проекти на улици, патишта и автопати потрошени се средства во износ од 5 милиони денари. Изработени се ревизии на проекти за улиците во село Логоварди, проекти за улиците во централното градско подрачје, проекти за режим на сообраќајот на улица Партизанска, проект за инфраструктура на улица 8 септември, ревизија на проект Коловоз, село Жабени, проект за реконструкција на улици во населбата Недопирливи, проект за реконструкција на Коловоз во село Магарево, и многу други проекти. За изградба и реконструкција на улици, патишта и автопати потрошени се средства во износ од 158 милиони денари, вложени се средства за изградба и реконструкција на следниве улици: изградба на коловоз на улица Крушевска Република, локален пат село Дихово, главен уличен крак во село Логоварди, реконструкција на пропуст на реката Курделес до Довлеџик, реконструкција на локален пат село Острец, реконструкција на локален пат Магарево, санација на плочки во Старата Чаршија и Широксокак и многу други улици. За подготвување на проекти и ревизија на проекти за пречистителни станици и колектори или атмосферска и фекална канализација потрошени се средства во износ од 103.000 денари. За изградба и реконструкција на пречистителни станици ако може тишина малку во салата, оти Благица чита, се напнува, никој не ја слушате. Ако неките не мора да ни дава извештај, да преминиме на прашања.
Мислам, не е културно. За изградба и реконструкција на пречистителни станици и колектори потрошени се средства во износ од 30 милиони денари, изградба на канализациона мрежа во село Трново, Бегова чешма, изградба на фекална канализација во село Трново, реконструкција на мешовита канализација на улица 16, реконструкција на мешовита канализација на улица Кленовец и многу други. За подготвување на проекти и ревизија на проекти на капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од 170.000 денари. За реконструкција на капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од 14 милиони денари, и тоа за изведување на водоводна линија на улица Крушевска Република, реконструкција водоводна мрежа на улица Цане Василев, реконструкција на водоводна линија во село Кравари, реконструкција на водоводна линија на улиците Георги Георгиевски Џоџа, 2 август, Кленовец, Љубојно, Прилепска, Довлеџик и други улици. За подготвување на проекти и ревизија за проекти за капацитети за енергетика потрошени се средства во износ од 356.000 денари. За изградба и реконструкција на капацитети во енергетиката потрошени се средства во износ од 7.538.000 денари, и тоа за изведба на улично осветление на улица 4, дислокација на кабел на улица Довлеџик, изградба на улично осветление на улица Македонска фаланга, Довлеџик, одржување на инсталации за грејење во основните училишта, општинската зграда и други. За подготвување на проекти и ревизија на други проекти потрошени се средства во износ од 2.736.000 денари, и тоа за проекти за поставување на урбана опрема на јавни површини, проект за реконструкција на старото воено кино, проект за реконструкција на објект парк, проект за поставување на опрема на јавни површини детски игралишта, ревизија на проект за пренамена на дел од домот за доенчина и многу други проекти. За изградба и реконструкција на други објекти потрошени се средства во износ од 99 милиони денари, и тоа изградба на детски паркови на улиците Смилевски, Конгрес, Борис Буџевски, Север, Југ, Довлеџик, изградба на северната трибина на стадионот под Тумбекафе, градежно за нечиски работи во местните заедници Ротино, Логоварти, монтажа и демонтажа на нови врати во противпожарната единица, градежно за нечиски работи во котларата, во спортската сала и други работи. За надзор на изградбата на претходно споменатите проекти потрошени се средства во износ од 1.631.000 денари. Во делот на сметката дотации имаме следнава состојба. Вкупните тековни оперативни расходи на корисниците на средствата од сметката за наменска и блок дотација се во износ од 888 милиони денари од планираните 1 милиарда, или реализирани се со 88,77%. И тоа по корисниците реализацијата на наменската и блок дотација е следнава. Детските градинки имат реализација од 66%, домо за стари лица 91%, музејска и кинотечна дејност или зоолошката градина со 95%, основното образование 98%, средното образование има реализација од 84% и програмата за противпожарна заштита со 99,75%. Резултатите во 2022 година не ќе беше можно да бидат постигнати без соодветна поддршка од Советот на општина Битола, кој одржал вкупно 17 редовни седници, на кои биле разгледани вкупно 670 точки. Навременото ефикасно донесување на одлуките позитивно влијаеше врз реализацијата на програмите на општината. Ви благодарам. Доколку имате прашања. Благодарам, Благица. Преминуваме на прашања. Дали некој бара збор? Павел Карлевски. Трите точки ги гледаме, да знаеш, заедно, бидејќи не беше тука кога почнавме. Првите 3 точки заедно. Во ред. Ме интересира, спомнавте во делот на донации за градинка во Арама 2 реализирани 27%. Да. Што се реализира во 2022 година во Арама од донација? Во Арама градинката таму е започната, има реализација, започната е, да речем, дел од се изведени градежни работи, за тие досега изведени градежни работи извршена исплата, и тоа од средствата кои што ни ги донираше фабриката Кромберт и Шуберт. Добро. Затоа толкав е мали процентот. Другите средства, мислам, стојат на сметката.
Имате на сметката, имате и од не само тоа, зарама за градинката имате од министерство, така? Други ниво на наши власт, средства тие се имаме. 12 милиони, не. Во конто 741, трансфери други ниво на власт, детска градинка, 12 милиони денари, планирано 12, остварено 0. Чини Да. се само Тие се 11 милиони беа од Крумберт и Шуберт, значи доделени што ни беа, и остатокот од средствата се од буџетот наш. Буџетот ваш ништо не е чепнато, значи не. Нема реализација, ви кажав, нема да. реализација. За колку процент е покачувањето на данокот на имот кон физички лица? Во 2022 нема покачување, мислам, не е извршено покачување на данокот на имот. Ако нема покачување, имате побарување од колку рековте милиони денари? Побарување по основ на данок на имот за правни и физички лица 148 милиони денари. Тоа значи дека не знаеме да наплатиме или се потврдува мојата листа? Со некои од лицата се заведени судски спорови, некои се дадени на извршување, се реализираат, мислам, на како Има прашање од граѓаните, на пример, до 2021 плаќаа сметка данок на имот за стамбена површина од 60 квадрати околу 1500 денари, сега плаќаат 4.500 денари. На што се должи тоа? може би му е зголемен имотот, може би е зголемена површината на објектите каде што живеат. Треба да, не знам се конкретно за секој случај поединечно. Не можам да кажам од тука, пошто не знам за За кого се сите. работи. Значи добро, за сите граѓани, значи зошто плаќаат повеќе? Јас ве Од прашам. ланската година, значи данокот на имот значи претрпе За 300% измена, е се зголеми, меѓутоа општина Битола ланската година не го изврши тоа зголемување. Тоа ќе биде оваа година. А за разлика од другите општини кои веќе го спроведија тоа зголемување. Охрид и ред други општини веќе го имаат. И тоа е со одлука на влада, значи одлуката е од владата за зголемување на данокот на имот. А зашто не ја спроведивте одлуката на владата? Ако веќе била одлука на влада. Тоа е политика на локалната самоуправа. А, А добро. вие, мислам, Добро, сум задоволен од одговорот. Викате тужби од пожарникарите, за што не тужат пожарникарите? пожарникарите тужат за прекувремени сати, за неисплатени прекувремени сати и ноќна работа. Имено сакам да ви кажам дека ланската година, кога имаше зголемување на платите на противпожарната единица, Министерството за одбрана не ја зголеми наменската и блок дотација и има недостиг на средства во наменската и блок дотација и не може да му се исплаќаат ни прекувремените сати. Затоа, ако можете да видите, уште од ланската година почнавме ние во нашиот буџет да планираме средства за да можеме да нешто од нешто да му исплаќаме на пожарникарите и да не одиме постојано на тужби. Значи, пожарникарите нормално си тужат, си го барат она што си го имаат како барање, а Министерството за одбрана, значи, иако се донесе одлука за зголемување на платите, не ја зголеми наменската и блок дотација. Добро, за прекувремени сати збораме, не за блок дотација. Значи, тужбите се за прекувремени, а не за дотацијата колку што е. Па прекувремените сати му се исплаќаат од наменската и блок дотација. Значи, од Министерството за одбрана добиваме блок дотација исклучиво за платите на вработените во противпожарната. Плати и надоместоци од плати. Значи, тие се знае дека имаат ноќни сати, дека работат прекувремени сати, се знаат таа е противпожарната. Да ве потсетам дека на почеток на говор рековте не ги предвидовме во буџетот тие ставки. Ние ги предвидовме во нашиот буџет, бидејќи не достигат средствата во наменска и блок дотација. Заради тоа што имаме недостиг во наменската и блок дотација, предвидовме во нашиот буџет во програмата њО противпожарна заштита. Добро. И рековте, изградени се многу улици, меѓу кои Крушевска република, што се изгради во 2022 од Крушевска република?
Крушевска република се градеше започна од 2021, па дел од ситуациите кои што за изведувањето на Крушевска република доспеа и во 2022. Ова е извештај за цела 2022 година. Значи дел од ситуациите доспеваа во првите месеци од 2023 година. Значи, еднаш ги... Добро, тоа е ваш начин на... Добро. Донаци, мислам, известувањето една, каде доспеани ситуации, кажуваат еднаш таква ситуација, а после тековни проекти и тоа што водиме од нови работи, за нови изведени во 2022, меѓутоа тоа ќе разговараме на седница, небитно. Донација од странство имаме планирани 27 милиони, остварени 7. Зошто ги чуваме овие пари? На сметката за донации. На сите сметки реализација околу 30%. Конкретно за донациите во основните средните училишта ве интересира? Не е опис на конто 742. Да, ама на која сметка има повеќе проекти? Проекти има бенефит, детска градинка, стартап центар има, За бенефит е 62%. Таа да, ја гледаме 67 значи интеграција зелен транспорт. 62 е. Не знам од кај е 67, 62 е тука. Бенефит 67. Во Г1 е 62, во Г7 имате уште 457, а планирано немавте ичи. Добро, И разликата е минус 457, значи... Во Бенефит, знаете, се пренесува салдото, проектот Бенефит и интеграција зелен транспорт завршуваат ова година, се при крај со реализацијата и се пренесуваат средствата од претходните години. Остана уште да се изврши како ревизија на самите проекти и средствата кои што општината ги даде како учество во овие два проекти да се вратат назад во буџетот на општината. Така. Инаку проектите се реализираат според активностите на овие проекти. Според координаторите онака како што им се дадени. Да. За стартап центар и за бенефит ми е јасно. Меѓутоа во ви кажав за првата, значи ставка. Кој проект? Програма Б1. Така беше? И Б1. Б1 е детската градинка во Арано. Таја е. Што разговара. Добро, а Х1? Која? Х1 или Н1, како ви е? N1. N1 се донациите на основните училишта. N1 се донациите на основните, N2 се донациите... Донации од странство за да, основните од училишта. Еразмус, што користат од Еразмус програмата, од други донатори. Најчесто од Еразмус програмата му се проектите на основните училишта, средните училишта, градинките. Добро. И помал процент имат на реализација, затоа што покасно им ги одобруваат проектите. Најчесто на сред година им ги одобруваат проектите и ти имат рок на реализација околу 2 години. Не една календарска година, туку фаќаат 2 години. Така. Добро. И... Тоа е тоа за сега. Некој друг прашања? Доколку немате прашања, преминуваме на следна точка. Одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2023 година. Лагица Повели. Да, почитувани, со ова одлука се врши измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Битола по барање на Министерството за финанси. Имено направени се измени неколку како технички измени, да речам направена измена во членот 7 став 2, каде што се вели дека после текстот на одобрени средства за плати на доместоци треба да се избришат зборовите на ниво на ставки. Најсуптилна е, да речам, промената во членот 18 став 2, каде што се брише текстот доколку живеел во заедница, се мисли на смрт на член на потесно семејство. Значи, тоа е право кое што го имаат вработените во општинската администрација и право кое што го имаат вработените во локалните јавни установи,
и во тој член 18 став 2 се брише текстот доколку живеел во заедница и се додава нов став 3 кој гласи: Исплатата на надоместокот за смрт на вработен, односно член на потесно семејство, ќе се врши согласно со одредбите на колективниот договор на вработените во општина Битола, додека за вработените во локалните јавни установи треба да се имаат во предвид колективните договори на ниво на дејност. Таа е само измената која ни ја бараше да извршиме Министерството за финансии. Благодарам. Прашања? Доколку немате, преминуваме на следна точка. Стефи, извести ги да дојдат, ако не ќе преминиме на точката. Добро, ма тука е Снежана, ако сака. Ајде разгледаме шеста точка, одлука за утврдување додаток на плата заради прилагодување кон пазарот на труд. Снежана повели. Благодарам, председателке, почитувани советници. Потребата од донесување на ваква одлука е заснована на анализа изготвена од секторот за јавни дејности, економски развој, информатичка технологија за дефицитарноста на IT вработени во општина Битола, непостојањето интерес за пријавување на објавените јавни огласи и неможност за задржување на административните службеници на работните места во општината. Според извршената анализа во последните 5 години, 3 лица со високо образование од IT одделението во општина Битола го напуштиле работното место со отказ и се вработиле во приватниот сектор. Исто така, согласно правилникот за систематизација, во моментот од предвидените 4 работни места со високо образование, во IT одделението пополнети се 2 работни места со високо образование. Двете лица со високо образование се одликуваат со голема професионалност и одговорност во извршувањето на работните задачи, зашто во изминатите 5 години дополнителни вложувања имала и општина Битола преку нивно ангажирање на работа во високо професионална околина, соработка со фирми од типот на A1, Телеком, Симит, Network Solution и така натаму. Овие компании влегуваат во категоријата на водечки компании во IT индустријата, што е од особено значење за стекнувањето на дополнителни знаења и вештини во современите текови во наведената област. Општината заради потребите на работниот однос овозможила и вложувања во стручното усовршување на овие две лица и преку нивно учество на европски саеми, каде се презентирани европските и светските трендови од дејноста, што е од особено значење за исполнувањето на високите стандарди на стручност, професионалност и иновативност. Дополнително во однос на атрактивноста на работните места во општинската администрација од оваа категорија, констатирано е дека на објавените 4 огласи за вработување на административни службеници со високо образование во IT одделението, на еден од огласите за раководител на одделение не се пријавило ниту едно лице, додека при повторен оглас се пријавило само едно лице. На огласите за соработник и виш соработник за секој работно место поединечно се пријавиле по 2 лица, од кои едно од лицата се пријавило на двата огласи, додека во крајната фаза на селекција изгубило интерес за продолжување на постапката за вработување во општина Битола, при што останал изборот на по едно лице за секој од објавените работни места. Непостојањето на интерес за пријавување се должи пред се на огромната разлика во платата што се нуди на вработените административни службеници од областа на информатичките технологии во општина Битола и она што се нуди во останатите правни субјекти со главен акцент на лицата со високо образование од областа на информатичката технологија. Како резултат на тоа се доаѓа до апсурдни ситуации каде почетник информатичар во приватен сектор остварува поголема плата од раководителот на IT одделението во општина Битола. Оттаму јасно е видлива неатрактивноста за вработување на работните места во администрацијата. Со константните унапредувања на и сите бенефиции и услови на работа во кои се нудат од други правни субјекти на овие лица, нивното задржување представува дополнителна тешкотија, особено земајќи предвид дека за возврат не им е понудена
суштинска причина за нивно останување со работа во општина Битола. Кај наведените профили се забележува и дефицитарност на пазарот на трудот, што е потврдено и од изготвената диагностика на општинските пазари на труд во Северна Македонија за 2020-2022 година, што произлегува и од податоците на Агенцијата за вработување, каде на ниво на општина Битола се потврдува значително дефицитарен јаз на пазарот на трудот според занимање образовен профил, каде високо дефицитарни се стручњаци за информатичка и комуникацијска технологија. Согласно наведеното, предлагаме Советот на општина Битола да ја донесе ова одлука за утврдување на додаток на плата заради прилагодување на пазарот на трудот. И би сакала уште да споменам дека навистина е од голема важност значењето на овие двајца вработени во општинската администрација во IT секторот, бидејќи навистина не би можеле да функционираме ниту ние како општина, ниту Советот. Благодарам. Благодарам. Прашања? Значи, само јас сакам да прашам, се работи за двајца моментално вработени? Да, за двајца со Добро. високо образование. Да. Благодарам. Прашања? Повелјани? Ани имаше пред тебе. Значи, јас поддржувам ова дека треба да се зголеми платата, знаеме кои се платите на IT секторот, меѓутоа со ова ставаме во неповолна положба и другите инженерски струки со кои кубури општина Битола и од кои имаме страшни застои во работењето, особено на делот на донесување и спроведување на урбанистички планови. Значи, ако IT инженерите, што целосно давам поддршка дека треба да му се зголеми платата, го добијат ова право, јас мислам дека ова мора да се однесува и на другите струки, особено инженерските струки во споменатото одделение. Меѓутоа, со оглед на тоа дека споро да работите, дека немаме реализација, јас не знам, прашувам, дали може на некој начин и информатичкиот сектор и овој другиот сектор што го споменувам, да го поврзиме и со учинокот. Например, донесени одобренија во рекорден број или спроведени активности кои треба да ги направат, да бидат во роковите и да имаме реализација на нивната работа. Затоа што зголемувањето на платата, со успешноста на работата, не знам дали ќе биде целосно поврзано. Иначе, верувајте, целосно поддржувам дека мора да се почне со покачување на платата, особено на овие струки кои јас се чудам и како воопшто сакат да работат во администрација, затоа што барем 5 пати повеќе ќе можат да заработат пари. Прашањето ми е дали ќе продолжиме и со другите дефицитарни струки, да им ја зголемваме платата, и дали има можност со учинокот на нивната работа. Например, донесени урбанистички планови, донесени одобренија за градба, навремено одговарање на сите барања на граѓаните, да ги поврзиме со тоа што нивната плата ќе биде зголемена исто така. Благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Павел Карлевски. Ви благодарам, председателке. Ова е она за што го зборувавме пред многу на почетокот на седниците, кога го носевме тој фамозен за прв пат колективен договор, од кој што сите беа стрекни задоволни. Само едно прашање, мислам, имам 3 на почетокот. Прво прашање. Пријавениот на IT сектор на огласот го изгубил интересот за продолжување на постапката. Зошто го изгубил интересот? Па, кога виде колкава е платата. Значи, прво се пријавил, кога се пријавувате, пиши колку работно време имате, колку сати, колкава е платата. Да. Во понатамошниот период следува селектирање и интервју. Па може би во тој период додека било селектирањето интервју, тој си нашол друго. Може би се премисли. Добро. Вака сега. Значи, пошто го споменувате, согласно член 27 од колективниот договор, а не го читате член 2. Во член 2, став 4, градоначалникот, секретарот,
и непоспредно предпоставениот може да изврши време на прераспределување, прераспределба на работното време на определен работен во согласно со закон, при што прераспределените работни часови не се сметат како прековремен за која се исплаќа додаток на плата. Значи градоначалникот слободно може да предвиди, затоа ја прашав и претходно Благица, во средствата да му се исплатите додаток на плата, да го смета. Бидејќи со колективниот договор, ако кога велевме ние дека не е добар, се фалеа колегите, знаете што рекоа, што пишеше во колективен договор? Спогодба за изменување на колективен договор општина Битола. Вработениот е должен да врши и друга работа, која не е предвидена со договорот, затоа се премислуваат, или решението за вработување, односно со актот за систематизација за негово работно место, ако е во рамките на степенот на неговата стручна подготовка. Значи, ако е со високо образование, може да врши друга работа. Тоа ни се случува често и го зборевме, бидејќи не е професионално едно лице да работи, ако дојде проект за легализација, ако дојде проект за смарт култура, ако дојде за туризам. А тоа е IT менеджер, ама работи се во општината. Па затоа кој ќе ги прочита сите овие обврски, кои што ги има, тој колективен договор кој што е штетен, кој што му се зголемија платите, да, линеарно на сите, меѓутоа ние имаме, она што спомна колешката, дефицит во многу струки, не се само инженерите. Немаме во инспекцијските служби, немаме комунални инспектори, немаме градежни инспектори за интересираност. Немаме за таа работа. Ако носиме за двајца во општина Битола, зошто да носиме за сите, за да може да профункционира општината? Значи не е никој против тие двајца. Ама одиме селективно. Дали е ова уставно? Значи секој работи во општина Битола. Не знам како секој вработен ќе слушне ова информација дека IT е загрозен, ама овие другите трудот што ќе му биде не е во ред. Не знам тоа како ќе го дефинираме пред граѓаните. Му зголемуваме, донесуваме одлука за информатичарите. Ама не е граде, јас зборам за хигиеничар. И тој заслужува поголема плата зема од општина Битола. Во сервисните служби што прават по зградите, земат поголема плата од општина Битола. Зошто хигиеничарите да не земат исто плата како што земат во спрема пазарот на трудот, пошто споменавте приватни компании, ги наведовте овде во образложението, во одлука за датата. Тогаш или носете одлука за цела општина, за сите 250 вработени, или за двајца. А ако тие двајца се веќе нешто посебно, онда кажете што двајца тие толку, јас знам дека се потребни општината, никој не е против плати, бидејќи ние секогаш ги поддржуваме. И прошлата седмица кога поддржувавме за планот за вработување, само колегите гласеа против за во градинките да нема хигиеничари и тие работи. Сега јас ве прашувам, зошто не се зголемат платите во сите сектори? Да бидат на равниште на онакви како што се во приватниците, она што верите, за да има заинтересираност. Да не ни паѓаат огласите. И да го ставите и тоа образложение, па, бидејќи имаме пренесок вишок, како спомна Благица толку, па да се префрли и да биде повторно историско и да се пофалат колегите дека направиле историја или минато. Ама ние ќе се пофалиме дека направивме иднина, место историја. Дека во иднина платите на сите вработени, согласно нивната работа, и она што спомна и колешката и учинокот, колку завршиле работи, ќе биде добро. Вака, спрема черноите и од колективниот договор, во кој што може да му се дадат работи кои што во неизен по неизин домен, во кој што работи може да се исплатат и од страна на надлежните лица, се знае во општината кој е надлежен за вработените, сега се носи преку одлука на совет или треба ние само за двајца. Советот е избран од граѓаните, од цела општина, за интерес на граѓаните на цела општина. И за вработените во цела општина. Затоа, ова барање за мене е прифатливо, меѓутоа во смисла да го добијат сите.
Ако ги споредвате, бидејќи во објаснувањето ги клавате приватниот сектор. Да ги споредвавте општина Битола и општина Кратово, во ред. Ама кога споредвате општина Битола и приватен сектор, тогаш вработените сите во општина Битола треба да земат поголема плата. Од прв до последен, од портир па нагоре. Бидејќи поголеми се платите во приватниот отколку во општината. Споредете ги, направете анализа, ќе видите. И тој ќе треба на секоја седница, ајде сега се уште овие 4 вработени, ајде уште за овие сектора овие 5 вработени, ајде се уште за овие 70 вработени, ајде за 100 и така натаму. Толку? Благодарам. Некој друг прашања? Доколку немате, благодарам. Преминуваме на петтата точка, одлука за поднесување на барање за финансиска поддршка до владата на Република Македонија за решавање на проблемот со бездомните куќиња скитници во општина Битола. Повелете. Благодарам. Значи, предлог одлуката всушност представува само продолжување на иницијативата која што беше разгледана минатиот пат. Се надевам дека советниците ја добија предлог одлуката, доколку има нешто да прашаат слободно. Прашања? Доколку немате, повелете. Ова иницијативата барањето, знаеме, значи колку ќе бараме од владата? Значи, првин треба да донесеме одлука дали сме сложни да побараме финансиски средства согласно изјавата на премиерот за решавање на проблемот. Доколку ја усвоиме одлуката, ќе можеме да продолжиме со следниот чекор, односно со проценка за предмер пресметка за проектната документација, односно следниот чекор, проценка на фискалните импликации доколку се обратиме во системот на е-влада. За да се патиме до владата, иако сега зборуваме за премиерот што рекол, тоа е надлежност вика пред се на општините, така? Да. И треба да имаат нивна проценка. Значи, вели, според иницијативата на граначалникот на општина Битола, бидејќи граначалникот инициирал, а ние сега треба да му донесеме одлука за да пушти барање. Добре, прифативме иницијативата и сега што го спречува граначалникот да пушти барање до владата, дека толку пари ни требаат. Ни треба соодветна проценка за проектните документации. Паушално не можеме да кажеме. Па, како ќе му кажете на владата паушално колку ни требаат? Од кога ќе биде изработена проектната документација, ќе се направи предмер пресметка за секое барање и ќе можеме да кажеме точно. Вака, сега ќе пуштиме барање до владата за финансиска поддршка, така? Колку не знаеме? Не првин ќе ги изработиме проектите. И ќе бидете Извинете, јас соодветно имам прашање. информирани. Каква проектна документација, за кој дел, за шо, бидејќи ние во буџетот имаме средства за изградба. Каква проектна документација, за кој дел и за во која насока? Не разбирам каква предмет пресметка ни треба. За шо? Ако се решиме да продолжиме понатаму да се решава тој проблем, ќе мора во секој случај да најдеме и локацијски услови, и проектни програми, и проекти, и се понатаму. Значи, јас пак не ве разбирам. Ние во буџетот имаме локација, имаме проектна документација, имаме издвоени средства. Добро? Сега за шо ќе бараме предмет пресметка? Значи, предпоставувам дека ќе се оди на дополнително уште едно решение или како и да е. Павел Пајковски. Овака, сега јас пред да биде комисијата се информирав од службите. Значи, на една од претходните седници, минатата година, примивме донација за изработка на основен проект за бездомни животни. Проектот беше неколку пати изменуван, ревидиран, има две одобренија за градба, едното е за внатрешниот дел, едното е за надворешниот отворен дел, кој што ќе се гради, и во развојната програма, односно во едногодишната програма се предвидени 47 милиони денари за изградба на овој стационар. Значи, проценетата вредност која што ќе се бара од владата е врз основа на изработениот и одобрен основен проект со две одобренија за градба. Тоа се 47 милиони денари кои што општината ќе ги побарува од владата. Значи, паралелно, општината ќе објави
јавна набавка повици за изградба на надворешниот дел во текот на месец март. Тоа е последна информација која што јас имам. Бидејќи сте многу упатен, јас имам еве едно прашање до вас. Очигледно јас немам информација. И ние, Сакате да ми кажете дека објектот нема да биде објавен, се додека не добиеме пари од владата? Јас така ве разбрав. Не, значи објектот ќе отпочне постапка за за изградба на објектот, а паралелно ќе се бара и помош од владата. Доколку одговорат позитивно, дел од средствата кои што се предвидени во буџетот на општина Битола ќе останат да се користат за други работи. Доколку не одговори позитивно владата, ние ќе го изградиме со финансиски средства од буџетот на општина Битола. Меѓутоа изградбата ќе почне откако ќе добиеме Не. известување. Па сега ми кажавте дека ќе има објава само за надворешен дел. Паралелно, значи За двата дела, за двете одобренија? А за двете одобренија, односно две одобренија се добиени. Добро. А за кој дел ќе се прави тоа ќе треба да го одговорат службите. Во моментот немам таква информација. Да, и јас Пред немам. неколку дена излезе второто одобрение за градба. Тоа го имам како информација. Да, првото излезе пред 7 месеци. Поелете. Бидејќи јас се сомнавам во овие жими мајка верувања и колегата советници почнување, представникот од општината, ова информација е точна. Значи ова ќе биде барањето, ќе бараме 47 милиони денари од владата. Како ќе изгласи барањето? Јас пошто еве информации од службите, кои служби не знам, познате по службите, сега да ни кажете од кои служби ова. Вие не сте службите? Да, меѓутоа не во финансискиот дел, односно со пари. Добро, како ќе гласи барањето? Бараме до владата шо? Шо бараме од владата? Вие рековте дека ќе бараме одобрение за финансиска помош врз основа на проектна документација. Прецизно е наведено тука, значи колку работи. Значи треба да знаеме. Колегата вели, јас имам информација од службите дека ќе бараме пари. Јас не знам, и сега, значи, намерно се води во заблуда, да речат, еве од владата негативно, ние сами ќе го изградиме. Значи, ако наведите точно за што ви требат пари, на кој повик ќе се павите, апсолутно ќе имате одговор, таков или ваков, небитно. И како тоа оделението не знае, ама другите служби знаат. Дали вие имате точно, значи како ќе значи ова предлог одлука да ние што ќе гласаме сега вторник на седница? Мене ме интересира барањето, еве вака ќе изгледа почитувани советници, од владата бараме то и то. Благодарам. Павеле Илиевски. Во контекст на ова, дали некој може да ми одговори, не знам кога тука службите нема врска, или колегата, ако е добро информиран, разбрав дека имаме второ одобрение за градба. Сега, значи, ако имаме второ одобрение за градба, значи ние треба да вадиме тендерите во брз период. Јас колку што познавам постапките. И ако во меѓувреме течат процесите, значи добие некој одобрение за градба, ние треба да склучиме договор со истиот. Парите ги имаме безбедено на сметка, а очекуваме дека и владата ќе ни даде нас позитивни насоки за ова истото, односно ќе ни даде тоа што ќе го бараме. Што бараме уште не знаеме во овој момент. Ние носиме одлука дека бараме, што бараме не знаеме. Океј. Ќе побараме нешто. И ќе имаме, народски кажано, две рала пари. И што ќе правиме со парите? Кои ќе ги трошиме, од владата или од општината? Како што кажа председателката, ќе ги чекаме парите или ќе градиме? Да не објасни некој, мислам. Сите сме засегнати со проблемот и очигледно дека има од сите страни волја да ова се заврши. И од сегде бараме пари, и од сегде бараме помош. Прашањето клучува е дали ние си ја бркаме нашата работа, а не да молиме да чекаме од другите. Ако стигне помош, ќе стигне, ако не, сме способни да го сработиме истото. Бидејќи имаме одвоено со развојна програма 47-48 милиони денари, мислам јас. Тоа ми е клучното прашање. До кај сме ние во процесот овој со стационарот и така натаму и така натаму. Значи нема политика во ова, прашваме практично да знаеме што работиме. Благодарам. Некој друг прашања? Доколку немате,
Му благодарам на службите, тука ја прекинувам седницата, ќе продолжи во 9:30 пред седница.